Во услови на брутална, геноцидна војна на европско тло, во услови на руска агресија против независна, мирољубива, демократска Украина, ние не можеме да зборуваме за мир, а да не кажеме дека за тој мир, за таа слобода на Украина, но и на целиот свет, може само да се избориме со решителни акции, со решителна борба против агресијата, против геноцидот, против воените злосторства, против кршењето на човековите права. Ние на Меѓународниот ден на мирот можеме само ако сме луѓе, ако сме припадници на човечката цивилизација, да кажеме дека бескомпромисно, решително и директно, решително ќе се бориме против сите закани за мирот во светот, така како во Украина, така и на сите места, на секоја точка од овој свет, од оваа планета. Ние мораме заеднички сите, секој поединец, сите заедници, сите групи да побараме мир и во исто време целосно повлекување на руската армија до последниот војник и целосна одговорност на сторителите на бруталните злосторства против човештвото и геноцидните постапки на Кремљ, како и сите негови прокси и блиски соработници. Само тогаш можеме да кажеме да, денеска е Меѓународен ден на мирот, во кој ние бараме решително тој мир навистина се воспостави. Тоа е човечка, тоа е цивилизацијска потреба, тоа е човечка и цивилизацијска обврска на секој поединец во светот во овој момент. Се разбира, ова што го зборуваме денеска, мора да биде обврска и мисла секој ден, секоја ноќ, секој час од нашето постоење до конечниот мир, како за Украина, така и за целиот свет, кој е соочен со жестоки предизвици, со хибридни закани, со хибридни напади, со дезинформацијски кампањи, со пропаганда која е спротивна на се што предпоставува човекови права и демократија.